Добро вечер. Веднаш по дневникот најновото издание на Спорт Плюс за оваа 2016 година. Останете наредните 30 на минути заедно со нас. Денешното издание на Спорт Плюс го посветуваме на кошаркарскиот клуб Клупски од Делчево. По тој повод денешен гостин е тренерот на Клупски, Љупчо Петровски. Започнуваме по краткиот џингл. Започнуваме со информациите од она што е најактуелно од Европа и светот. Веднаш потоа се враќаме во студио и проследете го разговорот со нашиот денешен гостин. Словенецот Петер Превц е победник на третата станица од новогодишната турнеја, 4 скокалници. По триумфот во Гармиш, словенечкиот репрезентативец славеше и во Инсбург, каде со скоковите од 125 метри во првата серија и неверојатните 132 метри во втората серија зад себе го остави најголемиот ривал, германецот Зеврин Фройнд. Поранешниот македонски репрезентативец Лестер Боме Келеп кариерата ќе ја продолжи во француската екипа Лимуш, објавија француските медиуми. Американецот со македонски пасош имаше неуспешен обид оваа сезона да заигра во НБА лигата. Тој беше и на проба во Њу Орлеанс, но не успеа да се избори за место во првиот тим и по повеќе месечната пауза се враќа во Европа. Тениските фанови ширум светот во следните 6 дена ќе уживаат во силниот АТП турнир што се одржува во Доха, Катар. Прв носител на турнирот вреден $1.283.000 ќе биде недобриот светски тенисер Новак Џоковиќ, кој токму од Доха ќе почне со настап во новата 2016 година како загревање за Австралија Опен. Новак како еден од ривалите ќе го има Рафаел Надал, кој триумфираше во Доха во 2014 година. Оваа година ќе биде полна со надпревари во бразилско џиу-џитсу во Европа. Престижната организација ќе одржи 10 настани во некои од поголемите европски градови. Секој настан ќе биде со награден фонд и ќе биде отворен за учесниците од секаде. Деновиве ќе бидат објавени повеќе информации. Македонската ракометна репрезентација замина во Словенија, каде денес и утре ќе одиграат 2 контролни средби, прави во подготвителниот период за Европското првенство во Полска. Пред овие 2 теста, селекторот Ивица Обарван донесе одлука списокот да го скрати само за двајца ракометари. Голманот Златко Даскаловски и десниот бек Мартин Велковски останаа во Скопје, а до заминувањето во Краков, нашиот национален тим ќе работи со 21 ракометар. Фудбалерите на Валенсија и Реал Мадрид одиграат 2:2 во предпоследниот надпревар од 18-тото коло во шпанската премиера. Ефикасно дерби со нерешен резултат одигра синоќе во Валенсија истоимената домашна екипа и Реал Мадрид. Гостите 2 пати водеа, но на крајот мора да се задоволат само со 1 бод. Почитувани гледачи, како што ви најавив на почетокот, денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е господинот Љупчо Петровски, Клупски, тренер и основач на кошаркарскиот клуб Клупски од Делчево. Добро дојдовте во Спорт Плюс. Добро е најдов и поздрави до гледачите на Канал Плюс во регионалната телевизија Канал Плюс. Со вас ќе разговараме за сите ваши досегашни успеси, за како еден од најтрофејните клубови на истокот, секако и за идните ваши планови. Да започнеме од почеток. Од кога е формиран овој клуб и колку време постои? Кошаркарскиот клуб Клупски е формиран 99 година, значи 1999 година, значи еве веќе 16-17 години постои на овие простори. Од 2010-2011 година се такмичи во првата кошаркарска лига на Македонија и се надевам дека оваа традиција ќе биде уште побогата и се надевам дека кошаркарскиот клуб Клупски уште многу време ќе биде дел од спортските активности на ова подневие. Како го доби името Клупски? Како го доби името Клупски? Значи 1994 година се вратив од факултет, значи имам завршено дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. Бев тренер во Скопје, меѓутоа сакав нешто да направам за мојот град, за најмалите во мојот град и формирав женски кошаркарски клуб кој се викаше Младост. Значи од 1994 година, значи до 1999 година работев во кошаркарскиот клуб Младост во сите категории, кадетска и јуниорска. Дури едно време се такмичевме во втората кошаркарска лига на Македонија. Меѓутоа, бидејќи немавме спортска сала, значи во Делчево, која што ги исполнува условите да се такмичиме во прва лига, немавме можност да направиме некоја посериозна екипа,
Па 99-та година поради недостиг на финансиски средства на кошаркарскиот клуб Младост се расформира кошаркарскиот клуб Младост и кога остана во една пат позиција дали да се откажам од кошаркава или да продолжам, значи решив да го искористам мојот имидж или моето име клубски и формирав кошаркарски клуб клубски се со цел да младите, бидејќи ме сите знаеја во Делчево, имав веќе истерано доста генерации, да го искористам ова мое име за да дојдат што поголем број и да се зачленат по кошаркарскиот клуб клубски и еве од 1999 година до денеска постои на овие простори кошаркарскиот клуб клубски од Делчево. Така, како тренер, да ни кажете вашите почетоци и кои били најголемите остварувања досега? Па, значи, со започнување на школувањето или на факултетот, филолошкиот факултет, одсек книжевност во Скопје, започнав да работам и како тренер во кошаркарскиот клуб Младинец од Скопје, прво како помошник. Значи, мојата желба беше да станам еден ден тренер. Имав наговор од Никола Радич, еден познат тренер од Босна, кој што ми беше тренер во Сараево. Значи, ми рече, има у тебе потенцијал, насочи се да бидеш тренер, ќе им помагаш на младите, ќе има за што да живееш. И јас го послушав и еве, отидов во Скопје и станав тренер во кошаркарскиот клуб Младинец, во тогаш на Југославија, бидејќи тогаш беше тоа прва лига македонска, имаше втора лига, па имаше прва лига на поранешна СФРЈ. Значи, моите почетоци, значи на 19 годишна возраст почнав како тренер. Сега за тие мислам од 19 години мои до сега најголеми постигања, значи со кошаркарскиот клуб Младост од Делчево 1997 година го добив признанието за најдобар тренер на град Делчево. Кошаркарскиот клуб Младост од Делчево беше избран за спортска екипа на градот Делчево за 1997, а кошаркарката Сања Ангеловска беше тогаш на 16 години спортист на градот Делчево. Меѓутоа, од кога почна да функционира кошаркарскиот клуб клубски од Делчево, значи почнавме и малку по-професионално да се бавиме со тренерската работа и со вклучувањето на клубот во првата кошаркарска лига 2011 година, кога штом се отвори спортската сала во Делчево, вклучивме екипа во првата кошаркарска лига и веќе истата година игравме финале на плејофот, и го освоивме второто место во Македонија. Беше изненадување за сите. Наредната година бевме финалисти на купот. 2013 веќе го освоивме купот, што е за мене досега најголемо постигање во мојата кошаркарска кариера. Така, еве, тоа е доказот и вашите пехари, вашите медали. Повеќе од 5 сезони се надпреварувате во првата женска кошаркарска лига. Колку сте задоволни од досегашните постигнати резултати? Па ќе бидам премногу скромен ако кажам дека не сум задоволен од досега постигнатото. Значи, кога почнавме 2011 година во првата кошаркарска лига, значи бевме дебитанти, започнавме со 3 порази и искрено мислев кога ќе дојде таа прва победа, меѓутоа веќе четвртото коло ја имавме првата победа со екипата на КК Студент од Скопје и до крајот изгубивме само од Вигор, тогашниот шампион. Имавме 14 победи и 4 порази, со тоа што во полуфиналето на плејофот го совладавме Бадел, ја направивме најголемото изненадување. Во финалето немавме шанса со кошаркарскиот клуб Вигор, 10-кратни шампиони на Македонија. Меѓутоа, кога видов како го подигнаа пехарот, кога ја дадов мојата изјава, им обеќав на гледачите на Делчевска телевизија тогаш дека овој пехар еден ден ќе биде во нашите раце и Делчево ќе го направиме да е шампионски град. Се надевам дека успеавме во тоа, меѓутоа не застанавме овде и одиме понатаму. Овде имаме голем број на пехари, како што кажав. Овде е и општинската награда Свети Кирил и Методи, која е доделена на кошаркарскиот клуб клубскиот Делчево за достигнување во областа на спортот. Да ни кажете. Па, гледате сега, значи мене оваа награда ми е посебно значење за тоа што доаѓа од самата општина, од локалната самоуправа на градот Делчево и јас имам во себе едно правило: ако дома не те почитуваат, не барај да те почитуваат некаде на страна. Меѓутоа еве општината која што ни беше главен спонзор сите овие години, и без нејзино спонзорирање немаше овој кошаркарски клуб да опстои. Јас сум многу благодарен и во оваа прилика сакам да кажам благодарност до бившиот градоначалник на општина Делчево, господинот Горан Малешевски, кој
исто така несебично не помагаше во оваа цел да бидеме шампиони, меѓутоа голема значи благодарност и за досегашниот градоначалник на општина Делчево, господинот Дарко Шектански, кој продолжи да не спонзорира и еве веќе идеме кон патот, пак правиот пат да освоиме уште многу титули и уште многу пехари. Во моментот сте на втората позиција на табелата во првата лига. Уште колку надпревари има од оваа сезона и колку сте задоволни досега од одиграните надпревари? Па оваа година можам да кажам дека сум задоволен од постигнатото. Значи веќе 10 кола во првиот дел 9 кола се одиграа, значи ние сме на делба на второто место со кошаркашкиот клуб Студент. Кошаркашката екипа на Бадел од Скопје се без пораз. Значи, меѓутоа, еве веќе наредни овој викенд играме утакмица со кошаркашкиот клуб Бадел, утакмица која нема да значи да не помести на табелата, ние ќе го освоиме второто место, меѓутоа утакмица која ќе ни покаже каде се наоѓаме во моментот, што треба да направиме во наредниот период, за да можеме веќе во февруари да го освоиме пехарот на Купот на Македонија, а и во мај да одиме значи во финалето на плејофот. Кој беше најтешкиот момент до сега во првата лига? Па ја веќе кажав, најтешкиот период ми беше почетокот, сите почетоци се тешки, кога немавме добра екипа, кога игравме со екипа која што мораше да ја направиме за да играме, значи тоа беа првите 3 кола каде што значи имав 3 порази. Меѓутоа, кај мене у животот нема разочарување, секогаш одам со мотото дека може повеќе и дека се што ќе посака човек со малку среќа и здравје може да го постигне и затоа уште повеќе ја засили својата работа и верувам во тоа дека еден ден кошаркашкиот клуб клубски ќе биде најдобар во Македонија и мојот град Делчево ќе го направам шампионски град, каде што и самите љубители на кошарката во Делчево и самите граѓани ќе велат дека еве во Делчево имале шампионска екипа. Пред да започнеме со разговорот, ми кажавте и дека за прв пат во Македонија на гости кај вас беше Црвена звезда. Какво значење, еве да кажете за нашите гледачи, какво значење имаше ова за клуб? Па гледате сега, значи кошаркарскиот клуб клубски работи и има цели зацртано за подолг временски период и ние имаме многу пријатели кошаркарски екипи, значи од овие ју простори од Република Бугарија. Значи ние ги негуваме тие наши пријателства и на еден турнир 2013 година значи ги поканивме кошаркарскиот клуб Црвена звезда, значи мој добар пријател е Зоран Ковачич, тогашниот тренер на Црвена звезда и шеф на стручниот штаб на Црвена звезда, исто така и нивната председателка Анѓа, бивша кошаркарка, значи на Црвена звезда. Во еден ние бевме поканети на коктелот на Црвена звезда 2013 година, бевме таму, значи ги направивме првите средби, контакти и тогаш ги поканивме значи Црвена звезда да дојдат во Делчево. Мене особено задоволство ми беше што и во Звездина ревија, тоа е вестникот на Црвена звезда, излезе таа наша покана дека Црвена звезда е поканета да биде гостин во Македонија, поточно во градот Делчево. И Црвена звезда дојде во април, значи на нашиот турнир, тоа беше турнир на денот на општина Делчево и заедно со значи рилски спортист од Народна република Бугарија од градот Самоков, кои што исто така ни се многу добри пријатели, значи успеавме да ги донесеме и Црвена звезда беше 5 дена гостин на кошаркарскиот клуб клубски. Го освои пехарот, ние имавме што да научиме од нив и за мене големо задоволство е што еве во Македонија женската кошарка оди напред, дека постојат клубови кои се ангажираат за таа женска кошарка да биде на едно ниво поголемо, значи во однос на другите спортови. Имате ли соработка со други клубови вака од странство, освен со Црвена звезда? Па имаме доста соработка со други клубови, значи наш добар пријател и женскиот кошаркарски клуб Радивој Корач од Белград, кој што ја освои Јадранската лига, еве оваа година се без конкуренција најдобри во Јадранската лига. Значи исто така екипата од Неготин ни е наш добар пријател, екипата на Пирот, значи има гостувано во Делчево, кошаркарскиот клуб од Бор, значи многу екипи кои што се од значи од бившите ју простори ни се добри пријатели и контактираме, комуницираме и сме добредојдени и ние на нив и тие на нас. Во 2012 година за прв пат го организиравте Купот на Македонија токму во Делчево.
А во 2013-та го освоивте, ми се чини. Така беше не? Да. Па еве ја ќе ви кажам 2010-2011 година во Делчево се за прв пат да ви исправам, значи за прв пат се организираше Купот на Македонија. Меѓутоа во Final Four тогашни 4 екипи го немаше кошаркарски клуб клубски, бидејќи ние не се надпреварувавме во првата кошаркарска лига. Меѓутоа со вклучувањето на кошаркарскиот клуб клубски во првата кошаркарска лига веќе 2012 година, како што кажав, ние учествувавме во Final Four, значи обезбедивме место во Final Four и како што кажав, значи во првата утакмица ги совладавме кошаркарскиот клуб Владел, значи ги изненадивме и успеавме да играме финале. Меѓутоа во ова финале, значи кошаркарскиот клуб на Вигород Скопје беше многу подобар и го освои тоа финале. Меѓутоа, како што кажав, значи јас како тренер не бев задоволен од тоа дека сме освоиле второ место, иако беше историја за градот Делчево, историја за кошаркарскиот клуб клубски, значи втора година, второ финале, прво во купот. Имав желба, значи да купот еден ден го освоиме, таа желба своја ја открив на гледачите на радио телевизија Делчево и бев должник, значи на навивачите наши, на нашите симпатизери од градот Делчево, дека треба пак да играме финали и да го освоиме. За моја среќа и за среќа на градот Делчево, за среќа на кошаркарскиот клуб клубски, значи го освоивме тоа финале и го постигнавме успех, најголемиот успех на клубот, значи да бидеме куп победници на Република Македонија. Овде е најголемиот пехар. Камерата може да го дофати. Кога го освоивте? 2013 година, значи на Купот на Македонија во Делчево. Така. Во повеќе наврати имате учествувано на Final Four турнирите. Па како што кажав, значи првата година и прво финале на Final Four на Македонија, значи игравме доста добра утакмица. Ние во Делчево секогаш ја имаме најдобрата, најфанатичната публика. Никаде во Македонија нема по 400-500 гледачи, бидејќи капацитетот на спортската сала, на спортскиот храм во Делчево е толку. Значи секогаш се исполнете и капацитетите на спортската сала, значи навивачката група Делчевски арами секогаш се со нас и секогаш кога сум давал изјави сум велел ние ја имаме, значи го имаме шестиот играч во Делчевските арами и тие ни дават сила, ни дават подкрепа и кога постигнуваме резултати, меѓутоа и кога резултатите не се најдобри за да работиме подобро и да идеме што повеќе и погоре на табела. Така, во склоп на кошаркарскиот клуб клубски постои и академија во која што вклучувате и млади таленти. Од кога функционира и колку членови број? Кошаркарската академија при кошаркарскиот клуб клубски постои од 1999 година. Значи можам да се попалам дека од кошаркарскиот клуб клубски изникнале голем број на таленти, значи кои што играле во првата кошаркарска лига на Македонија и маши и жени. Значи еден Даниел Захариевски, еден Николче Струков, капитен на екипата на Овче поле од Свети Николе. Значи Бојан Трајковски, ние го насочивме во Балкан стил, па оттаму стана репрезентативец на Македонија со кого јас се гордеам, бидејќи е од нашиот крај, значи од овој источен регион од македонска каменица. Значи од секогаш во Делчево имало таленти, значи и ќе има. Само треба да се подобри структурата, потребни се повеќе финансиски средства да бидат уклучени децата во лига надпреварите, повеќе спонзори кои што ќе дават за тие деца. Значи моето мото кога 1999 година го формирав кошаркарскиот клуб клубски и кога ја дадов првата реклама за телевизија, да влеземе во новиот милениум под мотото во здраво тело, здрав дух. Значи да ги насочиме децата, не да седат пред дома пред компјутерите, значи да сурфаат по интернет, не да одат по дискотеките само, значи туку да живеат здраво, да спортуваат, да се надоградуваат, социализираат и на тој начин да се изградуваат во вистински личности и кога нема да се бават со кошарка да знаат каде се, што се и зашто живеат. Убаво кажано од вас, дали вклучувате вака цело време млади таленти и надежи во академија? Значи секогаш кошаркарскиот клуб клубски е отворен за таленти не само од градот Делчево, за таленти од цела Македонија. Значи ние во нашиот клуб не ги бираме играчите од каде се, како се и што се, него ги бираме дали се талентирани, дали можат да играат и дали можат да го афирмираат градот Делчево и кошаркарскиот клуб клубски. Значи вратата на кошаркарскиот клуб клубски е отворена кон сите таленти во Македонија, а посебно и за талентираните деца од градот Делчево. Значи повелете, дојдете, ако сакате да бидете спортисти, ако сакате да бидете кошаркари, еден ден репрезентативци, кошаркарскиот клуб клубски е отворен за сите. Така. Во вашиот клуб имате голем број
кошаркарки од Бугарија, репрезентативки. Ке има ли нови засилувања во иднина? Па, вие како што кажавте, значи во нашиот кошаркарски клуб досега имало кошаркарки од Бугарија, имаше кошаркарки од Црвија, имаше кошаркарки од цела Македонија, значи репрезентативки на Македонија. Како што реков, тоа е прва лига, тоа не е нешто импровизација. Ние даваме средства, уложуваме средства, меѓутоа сакаме резултати и успеси. Значи секогаш ќе кажам добродојдени се децата од Делчево, меѓутоа за да постигнувате врвни резултати во денешниот спорт потребно е нешто повеќе од тоа. Потребно е да направиш правилна селекција и од таа правилна селекција да го избереш најдоброто. Значи ние како клуб досега не погрешивме во нашата селекција, чекор по чекор одевме напред и се надевам дека еве ова второ место, еве јас лично ќе кажам пред значи аудиториумот на оваа регионална телевизија Канал Плюс и во оваа спортска емисија на значи Спорт Плюс дека кошаркарскиот клуб клубски и оваа година значи атакува на Купот на Македонија, атакува на шампионската титула. Неостварен сон ми е да значи да ја земам и шампионската титула, да одесам во Делчево и значи додека тоа не го остварам, моите амбиции ќе бидат секогаш исти. Делчево заслужува да биде шампионски град и се надевам дека оваа година имаме добра екипа, имаме значи сите услови за да Делчево прерасне и во шампионски град. Кога се има голема желба и мотивација, секако дека ќе се постигнуваат врвни резултати. Од неодамна имате и нов спонзор. Веќе сте клубски патриот со ново име. Нешто повеќе околу спонзорот. Па еве сега добро ме подсетивте, значи веќе кошаркарскиот клуб клубски се вика Клубски патриот. Со ова име настапуваме во кошаркарската значи лига на Федерацијата на кошаркарскиот сојуз на Македонија. Значи веќе не сме клубски, туку сме веќе Клубски патриот. Во оваа пригода сакам да ви кажам дека ова е многу пресно. Значи нема 7 дена како го потпишаме договорот значи со фирмата Патриот, агенција за обезбедување е тоа. Во оваа пригода сакам да кажам голема благодарност до нивниот управител, значи до нивниот собственик господинот Александар Дончевски, исто така дипломиран професор по физичка култура, исто така со дипломата тренер кошаркарски, едно време значи му бев тренер, беше еден од подобрите во Каменица, значи играше во 22 октомври, меѓутоа патиштата му отидоа да се бави со бизнис, значи меѓутоа имаше нюх на овие наши резултати и еве решивме ова да го продлабочиме, да направиме значи екипа со други планови и цели и се надевам дека веќе од наредната година кошаркарскиот клуб клубски ќе настапува не само во Лигата на Кошаркарска федерација на Македонија, туку и во Јадранската лига. Еве има напори да се направи една нова лига која ќе биде централна еко-балканска лига, значи во просторот на бившите ју простори и ќе биде уклучена Романија, Албанија и Бугарија. Со тоа што ќе го афирмираме спортот не само на нашиот регион, значи во нашиот регион, во нашата земја, туку и пошироко и ќе бидеме еден дел од спортскиот, значи спортските звезди во Македонија, како што се Вардар, како што е Металург и се надевам дека Македонија ќе има во нас достен презентер. Еве, рековме дека неодамна имавте нов спонзор. Кажете ми какво значење ќе има ова за клубот? Па, како да ви кажам, значи ќе се постигнуваат ли подобри резултати? 15 години се бориме во Делчево да имаме спонзор. Меѓутоа секогаш велам, секој напор, секој труд, сите резултати еден ден ќе дојдат до израз. Еве оваа година дојдоа до израз, значи господинот Александар Дончевски се напати со неговата фирма Агенцијата за обезбедување Патриот да застане позади нас. Јас да ви кажам, денес кога стопанството ни е значи во мала криза, кога ретко има некој да одвојува за спортот, значи тој е еден од главните наши шести играчи во натамошниот дел на првенството, бидејќи јас пак ќе кажам, колку пари, толку музика, колку пари, толку резултати, значи многу е важно што позади нас застана еден таков значи спонзор, а тоа е многу важно и за младите категории, бидејќи кога позади тебе постои спонзор, кога нема да мислиш дали има пари за судии, дали има пари за кошаркари, кошаркарки, дали има пари за топки, за опрема, за ова, за она, дали има пари за котизација за кадетско, за јуниорско, за не знам кое првенство,
Значи тогаш ти си порелаксиран, мислиш само на тоа што иде напред, тоа се утакмиците и со тоа мислам дека во Делчево ќе израстат уште многу голем број таленти и ќе сигурно ќе има и уште многу деца кои што еден ден ќе бидат репрезентативци на Македонија. Така, тренере, да ни кажете само уште кои се вашите планови за 2016 година? Па ја еве досега кажував, ајде сега, значи и со ова прашање да го заокружиме. Значи мојот план, моите амбиции се да го освоиме, значи купот на Македонија и да ја освојам шампионската титула на Македонија. Нема да ни биде лесно, значи кошаркарскиот клуб Бадел е клуб со голема традиција, тој е клуб кој што порано беше се викаше Вигор, за гледачите на регионалната телевизија да знаат значи нешто повеќе. Значи тие се без спора со оваа сезона, меѓутоа ние еве се докомплетиравме, не бевме комплетни во почетокот на сезоната, нанижавме 4 победи поред, дојдовме до тоа второ место. Значи нема да се предадеме и до крај ќе одиме со нашата цел да бидеме шампиони на Македонија. И за крај што ќе им препорачате на идните генерации и како љубител на спортот? Некој совет од вас? Па јас само можам да кажам, не е важно дали спортувате кошарка, дали спортувате фудбал, дали спортувате рагби, дали спортувате пливање, пинг-понг, значи спортувајте, бавете се со спортот, спортот ќе ве одржи во кондиција, спортот ќе ви даде нови пријатели, спортот ќе ве издигне во социјалната средина, секогаш ќе видите тие кои што ќе покажуваат на вас, ќе викат ова е најдобар по фудбал, ова е најдобар по кошарка, а со тоа вие ќе го остварите и вашиот сон да постигнете нешто во вашиот живот. Значи со тоа што ќе влезете во репрезентацијата ќе видите нешто повеќе, ќе ги застапувате значи националните бои што е гордоста на Македонија, значи ќе видите еден Бисер од тој Синџир, ќе видите еден Кире Лазаров, ќе видите еден Петар Нумовски, ќе видите една Стојна Вангеловска, значи ќе видите тоа што другите нема да може да го бидат, а тоа ќе видите најдобро во вашата средина. Навистина убаво кажано. Тренере, ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин во Спорт Плюс. Ви посакувам многу среќа и многу успех во новата 2016 година, па дај Боже да се видиме повторно за некој ваш следен успех. Јас ќе ви посакам исто така благодарност што не поканивте да видиме дел од вашата телевизија. Ќе ги поздравам гледачите на регионалната телевизија Канал Плюс, посебно гледачите на спортската емисија Спорт Плюс. Благодарност до вас како значи водител на оваа емисија, што еве издвоивте време драгоцено, значи да не поканите, да бидеме ваши гости. Сакам новогодишните празници да ви посакам се најубаво, многу здравје, многу среќа и да ги поминеме во уште значи поведра, подобра атмосфера и на Божич значи да достигнете се што ќе посакате, значи да ви се оствари. Ова беше се за денес, ви благодарам што бевте со нас. Останете со програмата на Канал Плюс, се гледаме за 7 дена во истиот термин, 20 часот и 30 минути. Имајте пријатна вечер.